Ова е лекот Микразим, кој му помага на телото полесно да ја свари храната. Потребен им е на пациентите со цистична фиброза во замена на лекот Креон, кој има функција да го ублажи лекувањето. Во Македонија го има, но само на приватно. Иако е ставен на позитивната листа на лекови, се уште се утврдува неговата цена. За пациентите ова е дополнителен удар врз нивниот џеб и побараат час поскоро да се реши проблемот. Креонот го нема веќе една година. Најдена е соодветна замена од страна на докторите, тоа е микразимот. Со огромни напори е убрзана целата постапка за увоз. Ензимот е моментално достапен, но приватно, а тоа го оптеретува нашиот буџет. Целата постапка е запрана кај ФЗО, кој е должен да ја стави фондовската шифра за микразимот, за да може да е достапен за сите на кои им е потребен во секојдневната исхрана. Од Фондот за здравство за Телма уверуваат дека за половина месец лекот ќе биде достапен за пациентите. На наредната седница на управниот одбор на ФЗО, лекот Микразим е ставен како точка на дневен ред и штом се утврди цената на управниот одбор, лекот ќе биде внесен во шифрарникот на лекови и ќе биде достапен за пациентите. Од здравство велат дека пациентите кои веќе го купиле лекот на приватно ќе може да си ги вратат парите во постапка што се води во Фондот за здравствено осигурување. Лекот Микразим, кој во својот состав содржи панкреасни ензими во двете јачини и пакувања, се наоѓа на позитивната листа на лекови и во тек е утврдување на референтна цена од Фондот за здравствено осигурување. Но освен лекот Микразим, пациентите алармираат и за лекот Трикафта. Велат го имаат до крајот на годинава и побара од надлежните навреме да ја почнат постапката за негова набавка, за да не дојде до прекин на терапијата. Од здравство велат дека Трикафта се набавува од клиниката за детски болести, а за негова набавка средствата ги обезбедува Фондот за здравствено осигурување. Од таму пак уверуваат дека лекот го има во доволни количини, а ќе продолжат и понатаму да го обезбедуваат. Во земјава има околу 130 пациенти со цистична фиброза, а алармот за неопходноста од лекот Трикафта го крена Благој Чилиевски, кој почина на 8 февруари минатата година, чекајќи да ја добие терапијата. Неколку месеци подоцна со гласање законски измени, државата директно преговараше со фирмата и го набави лекот.